односно Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните се однесува за лица кои што се корисници на социјална парична помош, потоа невработени лица во Агенцијата за вработување кои што непрекинато најмалку 1 година бараат активна работа и носителот и брачниот другар, двајцата брачни другари, лице кое е изложено на социјален ризик поради смрт на еден од брачниот другар, поради инвалидност и некоја многу потешка болест. Долгот кој што се отпишува е за електрична енергија, за топлинска енергија, за радиодифузна такса, за кредитна картичка, за дозволено прекорачување на трансакциска сметка и потрошувачки кредит во банка. Што се однесува до барањата, ние како Центар за социјална работа сме должни да ги примаме. Денеска ги припремаме барањата и од утре почнуваме тековно со прием на документи. Што значи, сите граѓани што ги спомнав од оваа категорија, корисници на социјална парична помош, треба да се јават во Центарот за социјална работа. Барања имаме тука, ги подполнуваме барањата на лице место, што значи треба и двајцата брачни другари да дојдат да потпишат изјави дека согласно законот се сложуваат да им се проверува во нивните лични документи, во нивните да потпишат изјава која што изјава даваа согласност да може да органот да има увид во нивните приходи и во нивните материјална состојба. Исто така кон барањата треба да поднесуваат фотокопии од лични карти, фотокопии од венчаница, сметка за потрошена електрична енергија последниот месец. И што се однесува за електричната енергија? Ако во едно семејство има двајца родители, двајца браќа или татко, сите се корисници на социјална парична помош, барање за отпис на долгови ќе поднесе само лицето на кое што гласи саатот. Во колку има корисници на социјална парична помош или лица кои што се под кирија по стан, кон барањето треба да го приложат договорот за закуп на станот, дека се со договор под закуп и дека тука се под кирија и плаќаат електрична енергија. Голем дел од овие корисници не се на нивно име броилата за електрична енергија, не гласат на нивно име. За инвалидност, што се однесува за ризикот по инвалидност или по смрт на брачен другар, изводот на умрени може да поднесат само тие кои што брачниот другар умрел во 2009 година и долгот настанал после смртта. Не може да поднесе лице кое што имале долг, па починал брачниот другар, па долгот да се отпишува. Тука не. Исклучиво после настанувањето, долгот настанат после настанувањето на смртта. Таквите ќе имаат, мислам, влезено е во законот. Ние како центар нема да одлучуваме по барањата, нема да ги решаваме, туку барањата ќе се препраќаат во Министерството за труд и социјална политика и посебна комисија ќе ги разгледува и ќе ги проверува нивните барања и нивните долгови по банките, пошто тие си имаат склучено договор со банки, со ЕВАНА, со сите тие институции кои што постои долг на странката, ќе си стапат во контакт и ќе проверат каков е долгот, од кога е настанал долгот, што е, но ние првично мораме да им кажеме дека ако некој сака да поднесе долг кој што имал пред смртта на брачниот другар или болеста настанала, ние сме должни да му објасниме дека по законот не му следува на него, туку му следува на тој што исклучиво долгот настанал по смртта на брачниот другар.